Нормално спорт по вестите во 9 часот. Овој блок на емисијата Македонија наутро е резервиран за вакви прекрасни теми. Не го оставаме спортот за крај затоа што е најневажен, туку затоа што сите ќе чекаат да го видат спортот, па ќе ја изгледаат целата емисија, нели? Ракомет е темата, македонските репрезентативки се на пат кон Европското првенство, кон континенталниот собир и покрај двата пораза од Шпанија, кои што можеби и беа очекувани. Се разбира, во спортот ништо не е однапред познато. Во студиото се селекторот на дамите Кристијан Грчевски и Катерина Дамјановска, репрезентативка, ракометарка на Ѓорче Петров. Добро утро за двајцата. Добро утро на вас. Ќе ни дозволи дамата да почнеме со селекторот, да го пробиеме мразот во овој разговор. Селекторе, колку е реално да се пласираме на Европското првенство? Шансите за пласман се големи. Имаме следна ЕХФ недела со два важни надпревари, каде што ќе се обидеме да го завериме тој пласман на тоа Европско првенство. Првиот надпревар таму ќе ни биде со Азербејџан во гости. На домашен терен имавме добар резултат против МЕИФ. Мислам дека не би требало да имаме проблем ни таму на гостински терен, со оглед на тоа што они победија со Литванија. Тоа може би беше некој изненадување и може и добро за нас како еден аларм дека нема да биде така како што беше во Скопје, да не ги подцениме и да отидеме да изиграме и да победиме. Последниот надпревар ни е со Литванија дома, на домашен терен и нормално дека на тој надпревар ќе одиме на победа и да го затвориме овој циклус со победа и да се пласираме на тоа Европско првенство. Нека биде 2-2-2, две победи во првите два меча, двата пораза од огромниот фаворит Шпанија и две победи против селекциите кои што очекуваме да ги победиме. Време е Македонија да прифати дека е фаворит и да прифати дека треба да победи на некој надпревари и кога тоа треба да го направи, едноставно да го изреализира. Првите две меч топки се добиени, значи победата против Азербејџан 40-17 и кај Литванија 28-31, како што кажа и селекторот, на 3 и на 7 април се мечевите во Азербејџан и дома со литванките. Нашата репрезентативка Катерина Дамјановска е тука. Што мислите ракометарките за пласманот на Европското првенство? Дали им се смеат лицата кога веќе го гледаат, кога е на хоризонтот Европското првенство? Тука е на еден чекор, ајде на два нека биде. Па пласманот на Европското првенство ќе биде едно големо искуство за сите од нас, поготово како млади играчи, зашто репрезентацијата ни се состои повеќе од млади играчи. Мислам дека сите би биле пресрекни, како и ние, така и целата македонска јавност, да се пласираме на ова Европско првенство. Ке сакаме нормално, како што кажавте, се смееме, се радуваме на сите тие победи и како што се наближува датумот за двата надпревари. Мислам дека сме уште повозбудени, дека се ближи оној рок каде што имаме шанси да се пласираме на тоа Европско првенство. Па да, и нека бидат возбудливи надпреварите, очекуваме победа, нека бидат две победи. Малку е поинаку кога една селекција ќе добие учество на првенство административно како организатор на еден собир и кога ќе го избори тоа преку надпревари. Како вие се чувствувате сега генерацијски во таборот? Какви се импресиите, очекувањата, како течат разговорите во собликуваната за време на собирот? Што зборувате меѓу себе? Сигурни ли сте за пласманот и за квалитетот на генерацијата кој што го поседувате? Па јас искрено сметам дека оваа генерација има многу голем квалитет во себе и мислам дека треба многу повеќе да веруваме во себе како поединци и плюс како не сме се уште свесни каква моќ поседуваме како екипа, како тим. Треба да веруваме, како што кажав, многу повеќе и да веруваме во чуда. Како што вели селекторот често, треба да веруваме во чуда и многу е поразлично кога ќе се пласираме вака преку квалификации, преку надпреварите, многу ќе се чувствуваме погорди на себе и мислам дека е многу убава шанса за сите од нас. Да знаете дека поразот од 4 разлика кај Шпанија е чудо, без разлика на тоа дали првиот надпревар и колку сме го загубиле, секој надпревар е приказна сама за себе. Резултатот во Шпанија, па нека била Шпанија со младински состав, тоа се официјални надпревари, официјални бројки, резултатот сам по себе е чудо, да бидете сигурни во тоа, македонската јавност ве поддржува максимално 100%. Селекторе, колку квалитет има во оваа репрезентација? Како што кажа и Кате, навистина има добар склоп на играчи, многу интересен склоп на играчи и верувате има квалитет. Само ни треба една мала самодоверба, еден чекор малце да истапиме напред,
за да они почне навистина да си го ценат својот квалитет, да веруваат во тоа дека можат многу повеќе. Како на надпреварот со Шпанија, ние имавме проблем да веруваме во нешто дека може да направиме. И верувајте, од овие два надпревари што игравме со Шпанија, девојките добиам на самодоверба на едно поголемо ниво и сватија дека може да играат со секого и дека дека веќе не сме аутсайдери. Јас секогаш така им велам и никого нема да прецениме нити да подцениме. Има навистина добра група на играчи која има светла иднина, блескава иднина и мислам дека тоа ќе го докажеме и на европско првенство што ни надофат. Дај Боже да се пласирате, дај Боже да ни израдувате, како народ, како нација, едноставно ни недостасува времето кога Македонија беше сигурен учесник на големите собери, ни недостасува времето кога кометал Ѓорче Петров жареше и палеше по европските терени, 3 финалиња титула, значи тоа се години на романса, на едноставно на прекрасни години на македонскиот спорт преку женскиот ракомет. Во какви услови сега репрезентацијата која што до пред некое време женската беше во лоша позиција, во какви услови сега работи, функционира и екзистира? Не може да се пожалиме, значи Ракометната федерација е тука за све што ни треба, условите се феноменални. Како да кажеме, од хотел со 5 звезди до авионски патувања, што за порано нели беше многу лоши сместувања, се патуваше со автобус. Поддршката е огромна од нивна страна, све што ни треба, све ни е исполнето, така да немаме за што да се пожалиме, дефинитивно. Девојките враќаат со игрите, имали простор за напредок, имали млади таленти кои што ќе дојдат? Секогаш има простор за напредок, тоа мора да биде до крајот на кариерата, секојдневно се напредува, мора девојките да, како што им кажав, да си работат и вон овие ЕХФ недели, значи да се посветат сами на себе и со тоа ќе дојдеме до еден до подобри резултати за време на репрезентативните собери. Еве го нашето засилување тука лево на позицијата централен бек Јована Костадиновска. Не си при крај со времето се ево. Да, знам 9:30 имаме време. Сакав да прашам, добро, жените одамна ги срушија предрасудите дека постои машка, женска професија, особено ракометот кога е во прашање, дека постои машки и женски спорт. Од спортовите, можеби вие ќе кажете, ракометот најмногу им лежи на жените, но како се покажа жените до сега во ракометот, дека подобро им лежи на жените или на мажите? Па искрено, да, јас се изненадив и стварно се можеби на исто ниво со машки, кај мене нема разлика, верувате. Значи и дисциплина и до почитување на тие одредени работи што се договараме, све течеше во најдобар ред и стварно сум презадоволен. Добро, ќе видиме што ќе каже дамата, сепак жените се подобри, така? Би сакала да го кажам тоа, ама... Но, кај нас, во Македонија како е? Катерина е од Ѓорче, не е од Македонија. Само кога да знаеш, за информација. Па мислам дека тука е, можеби повеќе во ракометот е посветен, пример, јавноста е повеќе посветена кон машкиот ракомет и мислам дека би требало да се сврти малце повеќе кон женскиот ракомет, повеќе да не следат, повеќе да не пратат и нормално повеќе да не поддржуваат. Добро, кога чувствуваш најмногу трема? Пред надпревар, кога ќе почне надпреварот? Па не, повеќе кога ќе почне надпреварот, веќе тремата... Тремата се губи? Да, се губи. И желбата за победа преовлада? Да, нормално. Тремата може да биде тука пред надпреварот, може и ден пред надпреварот, ама кога веќе ќе влеземе на терен, се тоа се забора. Зато е тука селекторот. Уште едно прашање ќе имам, извини. Уште едно. Повелете. Јас внимателно Дамите имаат слушам. предност. И за белешки, да. Не. Што им е потребно на жените за да играат ракомет? Дали тоа посебен начин на живот? Дали се тоа некои вежби кои што ги правиш надвор, дома? Што се бара од тебе? Па не само од жените, туку од сите спортисти се бара преголема жртва. Треба многу да се вложи труд, се откажуваме од многу работи. Многу работа, значи стварно многу работа, многу труд. И мислам дека тоа е најважното во спортот. Се согласувам. Видовме за момент мажите во кадар. Па добро да не се чувствуваат запоставени во овој дека сепак се разговор, тука, иако вниманието беше на женски. Затоа е тука селектор е нели да јас нема тремата, да едноставно девојките го дадат најдоброто од себе. Ги слушаат ли советите на предводникот? Јас сум секогаш расположен и за да им поделам било каков совет во било кое време и се трудам да ги опуштам, значи има некои што имаат повеќе трема, има поискусните што веќе немаат нели да трема.
и се трудиме да направиме еден склоп да нормално, темата е нормален дел од тоа, меѓутоа да намалиме нивото и да пробаме што побрзо да исчезне и да можеме да даеме 100% на терен. Бара ли многу селектори? Доволно. Колку што е потребно. Тоа е најдобриот одговор. Доволно. Тоа е политика, спортистите се прерано созреани луѓе, немој за политиката селектор, нека си врви по патот да си одиме ние по нашиот. Ви благодариме што бевте дел од Македонија наутро, уште еднаш победа против Азербејџан 40-17, победа против Литванија 28-31, два пораза од Шпанија 19-31 дома и 24-20 таму. На гости се врати нашата експедиција и ќе кажеме директно од авионот во студиото на Македонската телевизија. Ни останаат уште два дуела, Азербејџан-Македонија 3 април и Македонија-Литванија 7 април, да им посакаме победи на нашите репрезентативки.